гледачи, добродојдовте во најновото издание од емисијата од своја страна на телевизија Сонце. Во ово издание директно ви ја пренесуваме приказната за двајца млади ентузијасти. Именно станува збор за Дамјан и Сара. Дечките кои што неодамна отворија свој бизнис. Јас велам дека тие се амбасадори на македонската традиција, амбасадори на македонското културно наследство, фолклорот, ткаењето и разбојот. Зашто всушност конкретно ќе стане збор, токму преку нивната приказна, доловуваме токму одовде од нивниот новоотворен дуќан или продавница во центарот на градот, веднаш до театарот за деца и младинци во Скопје. Дамјан и Сара не пречекаа, не угостија, а ние одовде ќе раскажеме приказната за македонската традиција и македонскиот фолклор токму преку нивните изработки. Дамјан, ви благодарам што бевте добри домаќини, што не примивте еве вака во вашиот дуќан, вашата продавничка овде токму во центарот, во срцето на градот. Ти благодарам што ја прифативте првично и поканата токму од своја страна да пренесеме што конкретно сакате да ни прикажете вие преку ова мало и убаво местенце. Од каде инспирацијата и како до реализација на сето ова? Па најпрво благодарам и на вас што како медиумска куќа изразивте желба да не посетите и да им доловиме на гледачите како се роди всушност народни носи, односно како настана. И за сега да имаме дуќан токму тука на Рекорд, односно во срцето на градот. Искрено е наша желба многу одамно што така учевме да ткаеме во 9 одделение, бидејќи ние двајцата се познаваме од многу мали и сме комши од каде што потекнуваме, мислам сме многу блиску, растевме заедно и се роди сосема случајно и имавме така желба еден ден кога ќе пораснеме, кога ќе созрееме и да го представиме ткаењето да не биде само во домашни услови, туку да го представиме пред пошироката јавност, односно луѓето да може да видат, да се уверат дека разбоите не се умрени, дека не се како само да сведочат како сеќавање на некое минато време, туку дека младите се уште може да ги користат и да просперираат, односно да се одржуваат во живот и ткаењето и изработката на народните носи и со тоа да едноставно да имаат бенефит од кој што ќе живеат. Љубовта кон македонскиот фолклор, кон македонската народна носија, не сум народи, си ја носиш со себе од кога, јас се знам за тебе, ти беше дел од некој друго издание од своја страна, па пренесовме и таму нешто повеќе за македонскиот фолклор. Меѓутоа, како дојде до целата оваа реализација, односно идејата до реализација на едно вакво местенце? Што инспирираше со Сара и што ете така беше она првична цел, што сакате да покажете токму со ова место збирштина на македонската традиција и култура? Па да, искрено благодарение на Агенцијата за вработување ни се укажа можност да аплицираме и двајцата, бидејќи ова ни е прв бизнис на двајцата и да може да ги исполнуваме условите и критериумите за да аплицираме во Агенцијата за самовработување, да си отвориме собствен бизнис, каде што двајцата ќе може да работиме, односно ќе се самовработиме и ќе изработуваме парчиња или делови од народни носи преку ткаење на разбој, бидејќи во државата ние сме единствени во моментов кои што имаат дуќан, односно продавница и работилница воедно, бидејќи овој дуќан не е само за продажба, тука ние ги работиме народните носи, односно ги изработуваме на овие два разбои кои што се сега моментално позади нас и двајцата несомнено мора да има два разбои, бидејќи двајца не може да ткаат на еден разбој, па затоа мораше со таа подршка која добивме односно со грантот за самовработување да набавиме уште еден разбој. Едниот разбој е стар оригинален, меѓутоа со грантот успеавме да набавиме уште еден понов разбој кој што е многу по-софистициран и кој што е многу полесен, да кажем, за работа, помодерен, малку место зафаќа. Тој разбојот кој што е зад мене и е многу, да кажем, може на двата разбои еднакво тешко да се работи, меѓутоа нова е малку полеснителна околност зашто не си наведната и не те боли половината, туку си во поисправена положба. Меѓутоа пак двата се работи на рака, така да
си бараат посебно време, внимание, посветеност. Всушност говориме за едно полно работно време кое што вие двајцата сте си го поделиле во смени. Покрај продажбата, кажавте дека овде и се изработуваат нели конкретно нови везови или што и да нови ткаенини за македонските носи. Што се може да видиме во оваа продавница во овој Дамјан Дамјан? Па најпрво нашата идеја беше самиот дуќан да е поделен на два дела, односно кога ќе се влезе од самата врата, од десната страна нели на човекот што влага, таа е работниот дел, односно двата разби се поставени, самите материјали за работа, волната, и тука позади може да ги видиме, значи сите бои на волна кои што ги имаме и со кои што работиме, памучните конци, ширитите, значи се она што е потребно за да се истка еден појас, една скутина, една черга, еден килим, било што и да е, значи секогаш ние работиме повеќе по нарачка, значи ги изработуваме деловите повеќе порачани кои што ни се. И пак додека од левата страна, нели, кога ќе влезе купувачот, да може да види се она што е изработено, оригинални народни носи, делови кои што ние ги работиме, сувенири, марами, така да имаме повеќе, само онака ни е богата понудата која што ја нудиме за продажба. Од сувенири највеќе странците нив тоа ги интересира, да видат нешто минимално што ќе ги асоцира на Македонија поразлично од другите држави, да не биде магнет, туку да биде нешто што можеби ќе си го носат како алка, како гердан, нешто што ќе ги потсетува дека никогаш ја поседиле Македонија и понеле дел од нивната традиција. Убаво речено. Колку ова местенце обележена македонската традиција и култура е атрактивно токму за странските туристи кои што го посетуваат главниот град, можеби? Па искрено еве за овој четврти месец, пети во кој што чекориме. И досега е добро, имаме и групи, имаме индивидуални луѓе кои што доаѓаат, кои што се заинтересираат, не само туристи, туку и нашиот народ е заинтересиран за да ја купи, за да си докомплетира своја носија, нели, каде што си потекнува, да му се изработи носија по мерка. Во јануари месец ги работевме доста доламите од село Битуше, каде што се уште жива традиција жените и девојките да се облакаат за водици и да се го празнуваат, нели, самиот празник во традиционална народна носија. Сега моментално работиме за културно-уметнички друштва, ансамблите се тие кои што највеќе, нели, нарачуваат делови од облековни елементи од народната носија. И исто така тука може да ги спомнам и луѓето кои што сакаат љубоморно да се сочуваат делот, иако не ја носат, сепак да имаат нешто, барем една скутина, една марама, една кошула од крајот од каде што потекнуваат, така да Што е најинтересно, зашто најмногу прашуваат еве конкретно за странските туристи кои што го посетуваат Скопје, што има така највпечатливо? Нив највпечатливо ми се можеби алките кои што ги имаме позади, тие може да се носат и не се сите изработени се по стар начин, со плетење, со монистра, меѓутоа се прилагодени, дали се еднобојни кои што може да се ги адаптираат и на модерната облека, нели да не биде на народна носија. И нив тоа највеќе ги интересира, највеќе прашува за тоа, исто така и за марамите, бидејќи имаме доста турци кои што доаѓаат, нели, од Турција и ги интересираат жените повеќе да си носат марами, шалови, такви, за да можете едноставно и на секојдневната облека да им биде вклопен во, нели, во собственото. Така, ви имате и начекано можеби како работите? Па да, многу често се случува да застанат, да свикаат, да влезат, да прашуваат, да се интересираат. Тоа изгледа дека стариот разбој е ставен намерно на излог за да им падне во очи, или кога ќе поминат да видат дека всушност не е само изложен туку така да стои, нели како сувенир, да кажам, туку дека ние го како експонат, туку ние си го користиме едноставно и ткаеме на него. Мислам, е во функција разбојот и многу од жените кои што се од Македонија ќе искоментираат, сигурно го ставиле за да да покажат да видат луѓето што е разбој. А следен пат кога ќе ни видат дека ние работиме, всушност не ми е верно, ќе влезам да прашам и влегуваат, се уверуваат дека всушност ние ги користиме двата разбоја како средство за работа, мислам, ние преку Зошто е толку чудно тоа на еве конкретно на Па можеби ми е чудно дека сме многу млади, двајцата, па најверојатно ми е чудно од каде сме научили да ткаеме, како ткаеме, дали навистина ткаеме или само седиме на разбојот. Имало и такви случаи.
ама Кога буквално. говориме дека сте многу млади, имено имате по 23 години Да. и двајцата. Да, и двајца. Како сте прифатени од вашите врсници, односно колку ова што го работите, вашиот нов бизнис е препознаен и прифатен и имате поддршка од ете помладите генерации? Па можам да кажам дека јас долги години се бавам со фолклор. Сара цел живот е покрај мене, сум секогаш ми ги слушала приказните, путешествијата, доживувањата, исто како и таа да била таму. И некако двајцата се познаваме многу долго време и едноставно сме прифатени од кога решивме да го отвориме ова, двајцата да каткаеме, двајцата да работиме заедно. Мислам дека имавме многу голема поддршка и на самиот ден на отварањето на овој дуќан, дека голем дел од нашите пријатели, оние вистински пријатели, можам да кажам дека беа тука за да не поддржат и да ни посакаат, нели, напредок, успешна работа и многу долги години да трае овој бизнис. Така, ти имено целиот свој живот го достига, нели, го посветуваш на фолклорот, на македонската традиција, на македонските народни носи. Имено сега си малку и повеќе зафатен со овој дуќан овде. Како се движат работите таму? Движиш ли низ главниот град, можеби по селата, си уште? Сподели ни малку повеќе приватно, да. Мислам, иако сум голем дел од денот тука, меѓутоа да, бидејќи си бара, нели, посебно внимание, секако овие работи бараат многу време, 3 до 4 дена се така еден појас, една скутина, си бараат доста да се внесен во работата, да си тука, мислам да мислиш тоа што го работиш, бидејќи се работи од рака и мора мозокот да ти е тука присутен кога го работиш, да не сгрешиш, да не ти се случи нешто, да не скинеш нешто, бидејќи се поправа, меѓутоа се е тоа губење на време кое што може да колку се работи со паметот или со рацете тука за да си биде се безпрекорно, така да најголем дел од денот и од месеците уназад сум постојано тука, меѓутоа ете успеваме да прошетаме низ Македонија, низ Бугарија, низ соседните земји, каде што и таму почнав да го истражувам фолклорот, моментално работам највеќе на фолклорот од Гоце Делчев, односно од Неврокоп, од Пиринска Македонија, каде што ме интересира највеќе фолклорот на помаците и на преселниците од Драмско и од Церско, односно од Егејска Македонија, кои што се преселиле во Бугарија, па приватно се занимавам со тоа, покрај што ова ми е, нели, професија и бизнис и се, да можам да ги истражам и нив, и нивната носи, и нивните обичаи и обреди, и ете така да се соживеам малку повеќе и со нив, со нивната техника на ткаење, со нивните... Буквално ткаењето го има низ целиот Балкан, па низ целиот свет, не само низ Балканот, бидејќи тоа е многу нешто старо и едноставно техники на ткаење различни, побрзо, шари, елементи кои што се вметнуваат во деловите од народната носија, кои што може да се искористат и во нашата и во модерното време, нешто доколку се ткае, некој елемент, некоја форма, не знам, може да се вклопи од нивната традиција во нешто современо што ќе се произведе тука во овој дуќан. Така, ги споменавте и другите држави, конкретно и Балканот, имате ли гости конкретно во дуќанот? Да. Може би од некоја наша соседна земја? Па да. Моментално имаат посетено од Србија, од Бугарија, од Црна Гора, од Хрватска, така да Турција е пак ние поблиска тука можеме да кажеме земја, така да имаме доста заинтересираност. Меѓутоа не пратат и по Facebook, по Instagram исто така, доста од нашите иселеници, од луѓето кои што се бават со фолклор, не само од Балканот, туку од целиот свет можам да кажам, и дека се радуваат дека се основал ваков бизнис и ваква продавница каде што можат да гледат и луѓето и туристите дека всушност ткаењето не е замрен занае, тука дека се уште се работи, дека се пренесува од поколение на поколение и дека ние се трудиме да го сочуваме и двајцата сме млади, двајцата се трудиме да го сочуваме ткаењето од заборав, бидејќи нели старите умираат, за нив го носат нели целото тоа знаење кој што го поседуваат, меѓутоа ние младите мора да го превземеме и да го сочуваме и после тоа да го предадеме на идните поколенија кои што нели се надеваме дека ќе се бават со ова. Токму така, веста за вашиот дуќан чинам дека одекна ви целата земја како нешто убаво. Како ќе се движи приказната за овој дуќан? Имате ли веќе некои нови идеи? Имено се уште ова е свежо и меѓутоа веќе препознатливо за овие 4-5 месеци колку и од декември чинам. Дуќанот. Покрај целта да станете нели
нели препознатливо место за афирмација на македонската традиција, фолклор и културно наследство. Како ќе се движи оваа приказна театар? Па, за сега не би можел да кажам многу, меѓутоа двајцата се надеваме дека ќе расте бројот на порачки. Ние сакам да кажам дека сме до октомври месец веќе зафатени, не земаме нарачки бидејќи навистина не може да ги постигнеме бидејќи имаме премногу и се си бара, како што кажа, време и внимание посветено за да се направи една скутина, повеќе елементи сочинуваат една народна носија, која што нели за дали е за играно друштво, дали е за поединец, ние мора нели како добри трговци, како добри еснафи да се потрудиме да ги задоволиме потребите нели на купувачот и едноставно да ги направиме производите колку што е можно поблиску до оригиналот и сепак различна волна, различни материјали при работа се носат малку и поразлични облики, димензии на самите предмети, меѓутоа ние гледаме да ги доближиме колку што е можно повеќе до тоа што некогаш изгледала еден појас или една скутина и ние гледаме да направиме веродостојна реплика на тој појас и таа скутина. Така да се уште не би зборал за понатамошни планови бидејќи навистина сме таза 5 месеци и чекаме да видиме. Да, ама и чекаме да видиме како луѓето, како туристите што ќе бараат, се уште се и нас не уште опиплив самиот материјал и самиот терен за да видиме всушност и ние како ќе работиме понатаму, што се бара, што треба да работиме, што не ни е толку побарувано едноставно да го извадиме од употреба, мислам од продажба да го тргнеме, така да меѓутоа можам да кажам дека за сега се ни е побарувано. Така ве поддржава државата, односно да добивте грант. Каква е соработката со конкретно другите институции? Говораме и за училиштата, можеби посети од најмладите овде, колку вратите на Дуѓанот се отворени за дечињата? Па да, моментално имавме две посети на две училишта кои што работат со возрастни лица со посебни потреби, кои што беа тука присутни. Тоа беа две групи од по 10 возрастни единки кои што се свесни дали се тие деца со Даунов синдром, дали се нели со некои пречки во развојот. Меѓутоа нив им беше толку многу убаво, толку беа задоволни што после првата посета најави втора посета беа и со друга група. Така да може да кажам дека ние се трудиме колку што е можно повеќе да допреме до сите, да прикажеме, бидејќи тука има многу бој, многу е шаренолико, онака за секој што ќе влезе, не знае кај да погледне. Да, многу е топло местото и пријатно. И навистина, онака, ние секогаш сме расположени, ете сега имаме и од приватните училишта најави за посети, така да ние тоа ќе се потрудиме колку што е можно до нас, нели да им доближиме на младите, особено на дечињата, за да видат што е разбој, што е народна носија, да опипаат што е волна, што е памук, што е лен, што е коноп, односно ние природни материјали што порано секое семејство ги имало во својот дом. Дамјан, многу ти благодарам што иде од токму од твоја страна, ни сподели малку повеќе за ова многу топло, многу пријатно, многу шаренобојно место токму во центарот на градот. Ја верувам дека приказната за народните носии, за македонската традиција и културно наследство токму преку вашиот дуќан ќе ја доближите до сите оние кои што ќе бидат заинтересирани да чујат токму за македонската носија, за развојот, за ткаењето кое што кажавме не изумрено секако. Многу ти благодарам што токму во вашиот дуќан не примивте и не пречекавте и секако да се радуваме за уште многу нови вакви проекти, места и дела кои што се секако доказ и обележи на македонската традиција. Така, ви благодарам на вас. Приказната за народни носии, дуќан сместен во центарот на градот, ја пренесуваме и преку Сара Јакимовска. Сара, ти благодарам што ја прифати нашата покана да застанеш пред камерите на телевизија Сонце и да проговориме малку повеќе за работата со Дамјан и за вашата местенца народни носии. Како си? Ви благодарам и на вас на поканата и што дојдовте да го промовираме местово. Благодарам добро. Многу ме импресионираше тоа дека двајца млади луѓе создале
волку работа, односно создале едно место кое што навистина е олицетворение на македонската традиција. Како е да се работи со Дамјан, познавајќи го дека е воркохолик и дека се сака да му е средено и наместено, или толку како во овој дуќан. Од кога приказната со Дамјан Ристовски? Така, приказната тече, како што напомена, тој од малинозе, ние се познаваме многу одамна, значи тоа од прво одделение каде што не е тешка работата, бидејќи веќе доволно се познаваме, знаеме кога да застанеме, да не се нервираме меѓу себе. Така да работата, мислам, тече стварно супер, бидејќи наоѓаме заеднички јазик, се договараме за секоја работа, некогаш доаѓа до судирна мислење, меѓутоа тоа се решава во 5 минути, каде што за све сме си согласни, се знае кој што работи, кој за што се задолжен, така да немаме проблеми. Дамјан, неговата љубов кон фолклорот и неговото хоби си го преточи во професија, меѓутоа она за тебе што е интересно дека ти сосема спротивно студираш, односно студент си на медицинскиот факултет во Скопје. Меѓутоа, од каде, од кога љубовта кон сето ова кое што го творите и создавате? Така е, во друг правец сум отидена, меѓутоа тоа е бидејќи имаме растено заедно, така да секогаш сум била во позадина. Кога тој започнуваше, заедно започнавме, мислам, се сеќам на неговиот прв терен каде што отидовме заедно во местото каде што живееме, идевме од куќа на куќа, тој еден ден ми кажа дека сака да се обира народни носи, дека го интересира. Јас со задоволство ја прифатив поканата да идеме заедно, каде што отидовме најпрво нормално во соседство, каде што отидовме до нашите соседки, каде што ти ни раскажува. Љубовта се роди од тогаш, бидејќи заедно пораснавме, така да како меѓутоа животот ме воведе во сосема спротивен правец, меѓутоа љубовта секогаш била во позадина, каде што сме имале таа желба да отвориме еден ден ваков дуќан, да покажеме на луѓето дека традицијата не е изубрена, дека разбојот може повторно да ткае и да покажеме на луѓето како се изработувале тоа народните носи. Сакате луѓето од другата страна да го видат и да го чујат тоа? Апсолутно сакаат. Ова дуќанче. Апсолутно сакаат и се заинтересирани, каде што постарите лица се сеќаваат на нивното детство, каде што можеби тие ткаеле или нивните родители, додека помладите деца им интересно како тоа нивните баби изработувале за лиштата каде што сега се изработува во фабрики. Така. Имено, кој ти ја пренесува тебе љубовта кон народната носија, кон сведоштвото како било бурено, како сега, за различните видови на народни носи, за ткаењето, како учиш да ткаеш? Виновник ли е Дамјан? Да, можам да кажам дека тој е најголем виновник во учењето на ткаењето, во влегување во подлабоко во нашата традиција, меѓутоа љубовта, верувам дека на секој македонец од најмале нозе, бидејќи сите сме имале примери, нашите баби, ако не баби, соседи, каде што сите сме имале некаков допир до традицијата, едно носиите, сите сме виделе како нашите баби кријат едно парче кое што им останало од младоста. Колку целиот тој пат, еве конкретно посетата на многу села низ главниот град, низ државата, осознавањето за македонскиот фолклор и македонските носи, ви беше можеби предиспозиција за идејата за народни носи да се отвори токму овде во центарот на градот? Така, морам да кажам дека тој сепак сам ги посетуваше селата. Заедно започнавме, меѓутоа кога ќе си дојдеше од терен, секако дека заедно идевме и тој ми раскажуваше со сади како тоа поменувало, така да мислам дека беше неизбежно да се роди љубовта и кај мене. Така, што е најинтересно во овие 4-5 месеци од постоењето на народните носи? Има ли некои интересни прашања од туристите, конкретно кои што ве посетуваат во дуќанот, што најмногу ги интересира, за што прашуваат? Така, воодушевени се како тоа функционира, разбира, бидејќи некои не виделе, немале прилика да видат разбој, бидејќи имавме, можам да кажам, прилика турист од Шпанија дојде, кој што беше воодушевен бидејќи тој нема видена волна, бидејќи во Шпанија е потопло и нема, значи не е карактеристична волна, така да што беше стварно импресивно како да се изработувале, меѓутоа вика не може нема да го носиме, ама беше стварно импресиониран како тоа се изработува.
еден појас, една скутина, беа стварно се воодушевени. Барат ли од вас да им покажете како функционират кењето? Апсолутно барат. Имавме прилика и да држиме часови каде што има заинтересираност и тие да научат. Така. Сместени сте на рекорд на можеби едно од најпрометните улици во градот, а тоа значи дека секојдневно минуваат овде голем број на како и туристи, така и наши граѓани. Колку нашите влегуваат и сакаат и да можеби за прв пат да видат што се нуди во ова мало сладко љоше? Така, има заинтересираност, најчесто се постарите лица каде што се воодушевени, бидејќи ги потсетува на младоста, сака да се потсета на младоста, додека помладите луѓе им импресивно, бидејќи не им е верно дека во центарот на градот може да видат како се изработуваат народните носи, да видат како изгледа, да видат од што се направени, да видат дека се направени од природни материјали, памук, волна, бидејќи голем дел им немаат прилика никогаш во животот да ги почувствуваат тие материјали. Ако говориме за странските туристи, можеби ве прашуваат и се интересираат и малку повеќе за историјата, за традицијата, како било претходно, како било во некои минати времења, па колку треба да сте спремни со сите тие податоци, со сите тие факти, за да им одговорите? Така, мислам дека кога имате еден Дамјан до сега, мислам дека не може да немате информации, каде што тој секогаш ми објаснуваше буквално до детал, така да мислам дека и баш имавме прилика со еден странец од Германија, каде што остана час и половина, каде што Дамјан ми објаснуваше, беше воодушевен како нашата традиција има толку инспиративна, каде што стварно можеме да научиме многу од неа. Дали странските туристи значи тоа дека се повоодушевени, можеби за она нашето од нашите? Па за жал морам да признам дека е тоа така. Мене ми е многу жал бидејќи не знаеме доволно да ја цениме, мислам, нашата традиција. Мислам дека се враќа, со Дуќанов гледам дека има повеќе заинтересираност во луѓето да си ја цениме нашата традиција. Тоа беше првично нели вашата цел, идејата до ваквата реализација. Колку до сегашното постоење на народни носи, колку ви се исполнија очекувањата од сето на кое што си го замисливте? Мислам дека ги надминавме очекувањето од заинтересираноста, од посетеноста, така да мислам дека очекувањата се надминати. Се надам дека ќе надминеме уште повеќе. Така што да очекуваме Сара следно, Дамјан и најави некои нови проекти, некои посети во странство, меѓутоа, ајде од твоја страна што да очекуваме следно во приказната на Дамјан и Сара? Така како што напомена и тој, имаме спремни многу проекти и ќе има многу новости, така да останете со нас. Така, ви благодарам уште еднаш што бевте прекрасни домаќини и не пречекавте токму во срцето на градот во ова прекрасно место Народни носи. Јас ќе ви посакам уште многу успеси да продолжите да не представувате достојно и да бидете амбасадори на македонската традиција, културно наследство и култура. Ви благодарам и на вас на поканата. Дечки, јас ви благодарам уште еднаш што бевте одлични домаќини, одлични соговорници, навистина знаете како треба сте си ја научиле работата. Јас верувам во вас и ние секогаш ќе бидеме на ваша страна. На самиот крај на оваа наша дружба пред камерите, јас сакам да ви подарам еден вредносен ваучер. Нели на гости не се оди со празни раце, од моите пријатели Smart Service. Доделуваме, тоа е професионален сервис за продажба и поправка на мобилни телефони, па може за 500 денари да си одберете нешто од нивните производи, маска, фолија за вашите мобилни телефони. Со здравје да си ги искористите. Ќе се заблагодарам уште еднаш и се надевам на нови дружби пред камерите, Дамјан и Сара. Благодарам. Токму одовде од центарот на главниот град ја раскажуваме приказната за Народни носи и дуќанот кој што си го изреализираа и отворија нашите млади Дамјан и Сара. Амбасадори дефинитивно на македонската традиција, македонскиот фолклор и културното наследство. Јас се надевам дека ова интервју го задржа вашето внимание и ќе биде поттик и инспирација, можеби малку повеќе да се заинтересираме од нашите странски туристи за се она што крие ова убава наша Македонија. Ви благодарам за вниманието, се гледаме наредната среда во истиот термин на телевизија Сонце.